Барање за напредни инсулински пумпи за пациенти со тип 1 диабетес. Во Мадрид одржана првата детска работилница по македонски јазик. Во Гора започнаа ѓурѓовденските слави со традиционална средба. Финска ги ограничува мобилните телефони во училиште. Бока Чика стана Старбейс, готов град на Илон Маск. Некои луѓе се посреќни кога се сами. Кинеските астронаути се вратија на Земјата по 6 месеци во Вселената. Сојузот на Здруженија со лица со диабетес апелира до владата, Министерството за здравство и Националната комисија за диабетес пред јавната набавка во 2025 година, да се осигура дека ќе бидат набавени напредни хибридни инсулински пумпи. Овие уреди, поврзани со системи за континуирано мерење на гликемија, автоматски испорачуваат инсулин и овозможуваат подобра контрола на шеќерот во крвта, што е клучно за пациентите со тип 1 диабетес. Од Здруженијето предупредуваат дека во Македонија има само околу 300 пациенти со вакви пумпи, што е сериозно недоволно. Сметаат дека секое дете и возрасен со тип 1 диабетес треба да има пристап до вакви технологии кои се препорачани од EMA, FDA и ISO и подкрепени со научни студии. Тие тврдат дека аид системите значително ја намалуваат појавата на хипогликемии и други компликации, што носи долгорочни заштеди и овозможува пациентите да бидат активни и продуктивни членови на општеството. Во Општинската библиотека во Мадрид денеска се одржа првата детска работилница по македонски јазик, организирана од Шпанско-македонското културно здружение Сонце. Настанот се совпадна со 5 мај, денот на кодификацијата на македонскиот јазик, што придонесе за уште поголемо значење и емоции меѓу присутните македонци во главниот град на Шпанија. Работилницата ја отвори председателката Оливера Лазаровска Санчес, а поддршка изрази и македонскиот амбасадор во Шпанија, Едмонд Адеми. Иницијативата Учиме македонски во Шпанија е поздравена како пресвртница за културниот развој на диаспората, со надеж дека ќе се развива континуирано и ќе придонесе за зачувување на јазикот, културата и идентитетот кај најмладите генерации. На 3 мај 2025 година, во селото Шиштавец, општина Кукс, се одржа традиционалната горанска средба во чест на Ѓурѓовден, еден од најважните празници за македонците во областа Гора, североисточна Албанија. Настанот ги собра македонците од регионот кои празнуваа со народни песни, ора и обичаи, облечени во впечатливи народни носи, символ на нивниот културен идентитет и припадност. Славата ја одрази силната врска на горанците со традицијата и наследството. Финскиот парламент оваа недела усвои закон со кој се ограничува употребата на мобилни телефони и други уреди во основните и средните училишта, поради загриженост за нивното влијание врз вниманието, учењето и менталната благосостојба на учениците. Законот ќе стапи на сила од 1 август, а употребата на уреди ќе биде дозволена само со дозвола од наставникот, и тоа за здравствени или едукативни цели. Финска се приклучи на списокот европски земји како Данска, Франција и Норвешка, кои воведоа слични ограничувања. Мерките се дел од поширока иницијатива за заштита на децата од прекумерна дигитализација, зашто експертите предупредуваат дека може да доведе до пат на концентрацијата, самодовербата и академскиот успех кај младите. Илон Маск објави дека Старбейс, Тексас сега е вистински град, откако жителите на Бока Чика со огромно мнозинство изгласаа нивното село да добие нов статус и ново име. Од вкупно 283 гласачи, дури 260 се вработени во SpaceX, која сега практично управува со местото каде што се наоѓа нивниот ракетен центар. Иако Маск нема официјална функција, неговото влијание е очигледно, од биста со негов лик до целосно редизајнирана урбана зона. Градската управа е составена од луѓе блиски до компанијата, која сега ќе има главен збор во планирањето и развојот. Старбейс од некогашна пензионерска населба се трансформира во технолошки и индустријски центар со 520 жители и илјадници дневни работници. Вистина е дека не секој е создаден за долгорочна посветеност. Некои луѓе наоѓаат поголема среќа, слобода и исполнетост кога се слободни и сами. Психологијата укажува дека одредени особини ги прават некои луѓе попогодни за независен, соло живот и уште повеќе, тие се посреќни кога не се во врска. Вистина е дека тие ја ценат својата независност. За некои луѓе, врските се извор на сигурност, но за други, тие се товар што го ограничува нивниот простор. Луѓето кои силно ја ценат својата слобода сакаат сами да донесуваат одлуки и да не се прилагодуваат на туѓи потреби.
Тие често имаат проблем со компромис, не поради себичност, туку затоа што најдобро функционираат кога имаат целосна контрола врз својот живот. Вистина е дека не сакаат да се жртвуваат. Односите бараат прилагодување и откажување од нешто свое. Но, ако некој не може или не сака да се жртвува, тоа не значи дека нешто не е во ред со него, можеби едноставно подобро функционира сам. Вистина е дека емоционалната зависност ги исцрпува. Некои луѓе напредуваат кога треба да бидат нечие прибежиште, но за независните личности тоа може да биде товар. Потребата постојано да се обезбедува емоционална стабилност знае да ги натера да се повлечат. Вистина е дека ги ставаат личните цели пред врските. Амбициозните луѓе честопати чувствуваат дека романтичните врски им пречат во личниот развој. Тие сакаат да го насочат целото внимание кон своите соништа и не сакаат да го делат тој фокус. Вистина е дека се чувствуваат најмирни кога се сами. Да се биде сам не значи да се биде осамен. За некои луѓе, тишината и самотијата носат внатрешен мир кој не можат да го најдат во ниту една врска. Вистина е дека имаат проблеми со довербата. За некои личности, ранливоста што ја бара една врска е премногу голем предизвик. Наместо да ризикуваат разочарување, тие избираат сигурност, да останат сами. Вистина е дека копнеат по возбуда и спонтаност. За авантуристичките души, стабилноста и рутината што ги носат врските можат да бидат задушувачки. Тие сакаат да одлучуваат во моментот, без консултација или ограничување. Вистина е дека се навистина среќни кога се сами. Некои не бараат втора половина затоа што веќе се чувствуваат комплетни. За нив, среќата не е поврзана со некој друг, туку произлегува од внатрешна стабилност и задоволство. Тројцата кинески астронаути од мисијата Шенжу 19 успешно се вратија на Земјата на 30 април 2025 година по 6-месечен престој на Вселенската станица Тјангонг. Екипажот, составен од командантот Цај Суже и астронаутите Сонг Лингдонг и Ванг Хаузе, слета во регионот внатрешна Монголија, откако нивното враќање беше одложено за еден ден поради неповолни временски услови. За време на мисијата, астронаутите извршија 86 научни експерименти, вклучувајќи тестирање на материјали направени од симулирана лунарна почва, со цел подготовка за идни бази на месечината. Цај и Сонг исто така изведоа рекордна 9-часовна прошетка во Вселената, поставувајќи нов стандард за екстравоземјани активности. Мисијата Шенжу 19 представува значаен чекор во амбициозната програма на Кина за истражување на Вселената, со цел поставување на човек на месечината до 2030 година. По нивното враќање, екипажот на Шенжу 20 ја презеде контролата над станицата, продолжувајќи со истражувањата и подготовките за идни мисии. Се очекува Кина во следните неколку години да продолжи со интензивно темпо на лансирање и развој на вселенски технологии, со се поголем фокус на долгорочни мисии и човечки истражувања надвор од орбитата на Земјата. Барање за напредни инсулински пумпи за пациенти со тип 1 диабетес. Во Мадрид одржана првата детска работилница по македонски јазик. Во Гора започнаа ѓурѓовденските слави со традиционална средба. Финска ги ограничува мобилните телефони во училиште. Бока Чика стана Старбейс, готов град на Илон Маск. Некои луѓе се посреќни кога се сами. Кинеските астронаути се вратија на Земјата по 6 месеци во Вселената.